Наместо да одат на онкологија и да патуваат до Скопје само за да земат таблети. Пациентките со канцер на дојка за 3 недели од сега ќе можат да ги земаат лековите летрозол и анастазол директно од аптеките. Со ова проширување на позитивната листа на лекови ќе им олесниме на пациентите и колку толку ќе се растовари гужвата во клиниката, вели директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Тој појасни дека иако за овие лекови кои досега беа достапни само на клиниката за онкологија, пациентите сега не плаќаат ништо, од сега во аптека ќе мора да платат партиципација, која нема да биде голема, од 50 до 100 денари. Овие 2400-2500 пациенти 11.000 пати се појавиле во клиниката за онкологија и се создава тесно грло на најмалку 5 места во болницата, од проверка на здравствено осигурање и проверка на упати до клиничката или болничката аптека, каде што се издаваат и каде што се евидентира издавањето на лековите. Од сега веќе пациентите нема да има потреба да одат на клиниката за онкологија, лекот ќе може да се подига на рецепта во аптека. Тоа што ќе стига кај пациентите е само партиципацијата, која во зависност од цената на лекот нема да изнесува повеќе од 50 до 100 денари по пакување. Клеховски тврди дека цените на лековите во Македонија не се највисоки споредено со земјите во регионот, иако има граѓани што поречиси дупло поевтини цени ги наоѓаат лековите за срцеви заболувања и други хронични болести во Србија и во Грција. Нашата референтна цена е од 1% од двете најниски референтни цени што се во земјите. Начелно тоа што го следам јас, Бугарија и Србија имаат најниски цени, Хрватска вообичаено има највисоки цени, така да не е точно дека во Македонија плаќаме највисоки цени, Хрватска во регионот плаќа убедливо највисоки цени. Клековски вели дека фондот ќе го реши проблемот со клексанот, што веќе подолг период е тешко достапен за граѓаните, а кажа дека се изменети 2 правилника кои го леснуваат патот за рехабилитација и правото на инвалидски помагала.